кои што има средства, фондови кои што можат тие фондови да се искористат за подобрување на самите услови на работењето на фирмите, а со тоа ќе се допринесе и до поголем стандард и подобри услови и услуги на нашите граѓани, односно граѓаните од општина Пробиште, од општина Штип и на целиот источно-плански регион. За таа цел беше подпишан и меморандум за соработка помеѓу овие три институции, со кој целосно се ставаат во функција на бизнис заедницата, без разлика дали се работи за мало, средно или големо предпријатие. Секој некој кој што се одлучил да екзистира во приватниот сектор, има место за секој, нормално дека пред се конкурентноста на работната рака доаѓа кај поголемите, меѓутоа од овој ден, од овој меморандум па понатака ќе има место за секоја една приватна фирма. Имаме во рамките на Центарот за развој на Источен плански регион бизнис центар, кој што е исклучиво насочен кон поддршка и помош на мали и средни предпријатија, кој заедно и во координација со Стопанската комора веќе реализиравме повеќе активности и сме насочени токму во таа насока. Градоначалникот се обврза во прво време да организира регионални и национални саеми и форуми за достојна презентација на бизнис секторот, нивните производи и иновативни идеи, со тенденција овие манифестации да добијат меѓународен карактер, со што домашните компании ќе станат препознатливи на европскиот и светскиот пазар. Денес во Штип се одржа првиот настан од низата настани по повод доаѓањето на пролетта и престојниот празник на градот 22 март 40. Во мултимедијалниот центар Киро Глигоров се реализираше еко-квиз помеѓу основните училишта. Градот Подисарот ја продолжува традицијата со одбележувањата по повод празникот 40. Дел од низата настани е еко-квизот што денес се реализираше во мултимедијалниот центар Киро Глигоров. Надпреварувачи учениците од основните училишта. Ке започна одбележувањето на традиционалниот празник Свети 40 маченици или 40. Денес по тој повод сме во мултимедијалниот центар Киро Глигоров, каде што се одржа квиз, еколошки квиз на децата од основните училишта во Штип и децата од основното училиште во општина Карбинци. Ова е надоврзување на манифестацијата што започна уште пред 3 дена со настапот на културно-уметничкото друштво Ристо Донев учителот. Денес е еколошкиот квиз, утре имаме утрешниот настан ќе ни биде со литературен конкурс и проследување на литературното читање на учениците од основните училишта и во четврток е големиот хепенинг во Домот на млади. Денешниот надпревар има вкупно 5 тима од основните училишта од Штип, по 4 ученика и 1 тим од основното училиште Страшо Пинчур од Карбинци. Победниците ќе ги знаете на хепенингот што ќе се одржи во Домот на млади. Домакин за реализација на еколошкиот квиз е општинското основно училиште Гоце Делчев. Мотото е секако традиција, радост за пролетта, продолжување на еколошките активности. Се појавуваме како домакини, го организираме под мотото 40 на враќање на традицијата, пролетта е радост, е потсетување на екологијата, што значи дека почнувајќи со пролетта ја славиме младоста, радоста, а воедно во склоп сето тоа на знаењето на учениците го склопивме во квизот надпреварот на еколошки теми. Локалната самоуправа дава максимална поддршка на активностите во кои се вклучени младите. Иако ова манифестација има надпреварувачки карактер, она што сакаме да го потенцираме е дека ова е надпревар во кој никој не губи. Сите се победници и тоа мислам треба да се подетира и самите учесници да го знаат, бидејќи не само што тие победуваат, туку и сите ние кои што им даваме поддршка и кои што учествуваме во оваа манифестација како гледачи. Учениците од основните училишта максимално вклучени во еколошките активности и поддршката на традицијата, пролетта како и свеста кон животната средина. Јас си представам екологијата и сакам да кажам дека сите треба да имаме еколошка свест и да се трудиме да живееме во чиста и здрава животна средина. Јас ја представувам традицијата која е поврзана со штипскиот исер и која треба да ја негуваме. Јас се представувам пролетта, денеска славиме пролетта, од денеска почнува пролетта, треба да ја негуваме екологијата, и во Штип традицијата за празникот 40. Надпреварувачите во екоквизот денес покажаа исклучително знаење за екологијата и заштитата на животната непосредна околина.
Наближува светскиот ден за подигање на свеста за лицата со Даунов синдром. Овие лица бараат подобри услови за живот, вработување, но и места каде што ќе може да се дружат меѓу себе. Штипјанецот Гоце Маринковски уште еднаш ја актуализира својата идеја, Штип да биде првиот град во регионот каде што ќе се отвори дневен центар за лицата со Даунов синдром. Во пресрет на 21 март, светскиот ден посветен на лицата со Даунов синдром, невладините организации, но и лицата со Даунов синдром и нивните семејства, уште еднаш порачаа општеството да се отвори кон нив и да ги прифати такви какви што се. 42 годишниот Трајче Тосев живее со својата мајка. За него се уште нема работа. Деновите ги поминува читајќи книги што ги земна од Штипската библиотека. Општеството се уште не е дораснато и има предрасуди кон овие лица, оценува неговата мајка. Наместо луѓето да го прифатат таков каков што е, тој честопати поради својот синдром е исмејуван од средината. Еве он можеби и за тоа е многу дома што седе, излеваше надвор, комуницираше почесто со некои луѓе, а некои луѓе го исмејуваа. И јас кога сега му речам излези надвор, одеше, шеташ, шо мамо да ме зафркават ли луѓето? Најголем дел од денот Трајче го поминува со своите пријатели во клубот на Сдруженијето Порака. Сепак додава тој, потребен е поголем простор, но и клуб наменет за лицата со Даунов синдром. Сакам да има нов простор, тај Шопин Понко, сакаме нов голем клуб простор. Идеја отварање на центар за Даунов синдром има и штипјанецот Гоце Маринковски. За да има повеќе луѓе и там ги помогнем на овие деца. И се дружат да се занимават со спортот, со филм, театар. Во Македонија се уште нема дата база на податоци за лицата со Даунов синдром, а има и недостаток од дефектолози кои би требало да работат со нив. Инаку Дауновиот синдром не е болест, туку појава која се јавува како резултат на промена на хромозомската структура. Кривична пријава за напад врз малолетничка која не наполнила 14 години поднесе делчевската полиција. 46 годишен делчевец предаден на истражен судија. Нов случај на полов напад врз малолетник против 46 годишниот делчевец полицијата поднесе кривична пријава, а го предаде и на истражен судија. Според пријавата на полицијата, осомничениот злоупотребил малолетно девојче, ќерка на сопружници во Делчево во нивниот дом. Надворешната канцеларија за криминалистички работи Делчево до основното јавно обвинителство Кочани поднесе кривична пријава против 46 годишно лице од Делчево поради постојање основи на сомнение за сторено кривично дело полов напад врз малолетник кој не наполнил 14 години, казниво по член 188 од Кривичниот законник на Република Македонија. Осомниченото лице со кривичната пријава е предаден на судија на претходна постапка. Немилиот настан се случил минатиот петок во домот на двајцата сопружници, кога ги оставиле децата со нивниот дедо дома. Во вечерните часови кај нив, додека родителите се уште не биле вратени, на гости дошол семеен пријател, кој, како што информираат од полицијата, во дневната соба го допирал девојчето по телото и рекол да не кажува на никој. Што се случило во собата, сестричката подоцна му раскажала на братот, кој кога се вратиле дома и кажал се на родителите. Пова 37 годишната мајка на двете малолетни деца на возраст од 12 и 14 години отишла во полицијата и го пријавила случајот. Следна тема во дневникот е дискриминацијата која никако да се искорени и жално е што се уште постојат места каде човечките и граѓанските права секојдневно се прикршуваат на најнечовечки начини и ниедна земја не е имуна на тоа. Имаме уште многу да учиме за промовирањето на солидарноста и толеранцијата на глобално ниво, како и борбата за праведни и инклузивни општества.
Во пресред на одбележувањето на Меѓународниот ден на дискриминацијата се почести се активностите за борба против интолеранцијата. Активистите за човекови права и невладините организации кои работат за човекови права подсетуваат за дискриминацијата во 21 век нема простор, но треба сите да се бориме против оваа појава. Жените и девојките на светот континуирано се соочуваат со полова дискриминација скоро секој ден. Ова се предвидува во различни форми на насилство, во лимитација и ограничување во можностите како на приватен, така и на професионален план, како образованието и вработувањето, па дури и преку стереотипните говори и говорот на омраза. Кај нас дискриминацијата во однос на работничките права, кај жените бележи пораст. Во Штип, активистите на невладината Гласен текстилец реализираат активности за помагање и борба против дискриминацијата на текстилните работнички. Штип е град во кој што преовладува текстилната индустрија и ги охрабруваме сите текстилни работнички да пријават било по кој основ дискриминација во текстилната индустрија. Односно најчесто ние ја лоцираме дискриминацијата по основ на род и гледаме како се делат полови работни места низ фабриките. Исто така имаме пријавени случаи до нашето здружение како бремени текстилни работнички не му дозволуваат да го искористуваат нивното право на породилното право и се избркани од работа, односно му станува прекинен нивниот договор. Затоа ги охрабруваме сите текстилни работнички доколку забележат било каков тип на дискриминација да поднесат представка до нашата невладина организација, до Гласен текстилец или можат да поднесат представка до локалното координативно тело за заштита од дискриминација. Според Обединетите нации се проценува дека 35% од жените глобално искусиле физичко насилство од своите партнери и други лица, а повеќето од нив го доживеале тоа пред да наполнат 5 години. Понатаму околу 70% од сите жртви на трговија со луѓе се женски лица. Ова се само дел од статистиките на посериозните случаи на дискриминација кои ги покажуваат насилствата со кои жените се соочуваат. Жените ја трпат дискриминацијата и се први на удар, но дискриминација има и кај сексуалната ориентација, а религиозната и етничката дискриминација знаат дури и во 21 век да создадат посериозни проблеми низ светот. Затоа активистите за борба против дискриминацијата подсетуваат. Не смееме да дозволиме дискриминацијата да се шири ако сакаме да обстанеме како човечки вид. Никој нема право да ја уништи иднината и животот во оваа земја, да го подели народот и да го наруши идентитетот, порачаа денеска штипските студенти на протестот организиран по повод донесувањето на законот за употреба на јазиците и преговорите за името. Студентите од Универзитетот Гоце Делчев со мирен протест го искажаа незадоволството од како што велат насилно имплементирање на деструктивни политики кои се закана за стабилноста на општеството и повикаа на отпор против разнебитување на земјата. Тие порачаа дека никој нема право да ја уништува нивната иднина, а народот да го дели по секаква основа и да го нарушува интегритетот. Насилното воведување на така наречениот закон за употреба на јазиците значи маргинализација на помалите етнички заедници, укинување на нивните јазични права и компромитирање на идентитетите на секој етникум, а посебно македонскиот. Студентите ја повикаа актуелната власт да работи на решавање на актуелните проблеми со кои се соочуваат секојдневно, а не да преговараат за промена на името. Стоп на преговорите за името. Нема преговори, името е Македонија. Ги повикаа нивните колеги од целата земја масовно да ги поддржат на 30 март, за кога е закажан протестниот марш во Штип, на кој ќе побараат забрана за воведување на двојазичност во институциите и одбрана на уставното име. За престојниот Великден од Штипско ќе се извезат 20.000 јагниња. Сточарите велат дека побарувачка има, но не се задоволни од откупната цена. Бараат килограм жива мера да се откупува по 160 денари. Сегашната од 140 денари, што им ја нудат трговците, не им одговара. Извоз има, но цена нема. И оваа година пред Великден сточарите се незадоволни од откупната цена на јагнето. 140 денари за килограм жива мера им нудат трговците. За нив секоја цена под 160 денари е нереална за да ги покријат трошоците. Замисли се да земеш ти за јагне испод 150 динара, 160. Пропаѓаш на нула.
12 dinара јонџито купуваш, јачменот 12 динар, дека ни крајо на нас. Од лани за Великден извозот на јагниња во Штипско ќе потврли за 20%. Најмногу што можеме да извеземе се до 20.000 јагниња, вели Тодор Мушевски од Сдруженијето на одгледувачи на овци во Штипско. Цената не одговора. Сточарите не сакаат да ги дадат по 140 денари. Има интерес, има побарувачка на македонското јагне и тоа по цена од 150 денари за италијанскиот пазар, но не сакаат да ја дадат. Тврдат од ова здружение обвинувајќи дека кланичарите се уште ги диктираат откупните цени на јагнешкото месо на пазарот. Од тука сточарите ги загрижува и моменталната состојба во сточарството, во кое, како што велат тие, се намалува бројот на овци. 30% од овците во Штипско биле продадени. Смета дека сточарите треба да се организираат, да се реши проблемот со откупот и цените за да ги зголемат стадата, бидејќи, како што велат, македонското јагне било барано на пазарот во Италија, но имало и побарувачка за пласман на јагнешкото на пазарите во Турција. Пред минутите предвидени за спортот, полицијата е следнава вест. 2 сообраќајни незгоди со тешки товарни возила регистрирани изминативе 24 часа на подрачјето на секторот за внатрешни работи Штип. Првата на патот Крупиште-Пробиштип, втората на магистралата Штип-Радовиш на крстосницата кон селото Селце. Возач од Србија, 28 годишен, на овој пат со камион Сканија удрил во сообраќајен знак, пошто бил пренесен во болницата во Штип. На патот кон Пробиштип, возач на товарно возило марка Мерцедес, влечејќи полуприколка, изгубил контрола над воланот и излетал од патот, пошто камионот се превратил. За среќа, возачот поминал без повреди. Вчера, информираат од Министерството за внатрешни работи, 53 годишен возач на камион од Богданци бил пронајден починат во кабината на камионот кој го возел на магистралниот пат Делчево граничен Премин Делчево. Несреќниот возач покажал увидот, починал од срцев удар. Одбојкарските суперлигаши на УГД Студент одиграа со половичен успех во првенствените надпревари во Штип. Девојките остварија победа со максимален резултат, а пак момците загубија со максимален резултат. Двојниот одбојкарски програм во Штип заврши со половичен успех за штипските одбојкарски суперлигашки екипи. Во спортската сала Јордан Јелков, најпрво женската екипа на УГД Студент ја победи екипата на Пелистер Волеј со резултат 3:0 во сетови. Веднаш потоа се одигра надпреварот на машките екипи на УГД Студент и на Струмица, во кој гостите беа подобри и победија со резултат 0:3. Воедно во Штип се одигра четвртфиналните надпревари во рамките од разигрувањето на младинските лиги на Македонија. Младинките на УГД Студент во прекрасна атмосфера во Штип загубиат екипата на Наковски Волеј од Струмица со резултат 2:3. Додека пак младинците на УГД Студент го добија мечот против Универзитетот Тетово со службен резултат од 3:0, бидејќи гостите не допатуваа во Штип. Реваншот прварите ќе се одиграат во следната недела. Македонската кикбокс репрезентација настапи на Европскиот куп Србија Open 2018, на кој штипјанката Викторија Варадинова освои 2 златни медали во 2 дисциплини. Околу 280 преборувачи од 12 земји настапи на Европскиот кикбокс клуб Србија Open 2018, што се одржа во градот Белград. Македонската репрезентација во составот имаше 5 кикбоксери, а честа на Штипјан ја бранеше Викторија Варадинова. Таа настапи во 2 дисциплини, К1 и во кик лайт во категорија до 60 кг, но бидејќи имаше само една противничка, беше префрлена во категоријата до 65 кг. Во кик лайт Викторија во полуфиналната борба ја победи Катарина Величковиќ од Србија со прекин во втора рунда, а во финалето ја победи Нормана Бркич од Босна и Херцеговина на поени 2:1, со што освои златен медал и пехар. Во дисциплината К1 во полуфиналето ја победи Милица Стојшин од Србија со прекин во првата рунда. Во финалето Викторија Варадинова ја победи Анџелија Николиќ од Србија со нокаут во втората рунда, пошто освои златен медал и пехар. Инаку Викторија Варадинова настапува за клубот шампион од Скопје под раководство и стручен надзор на тренерите Дејан Митровски Урко, Андреј Георгиев и Драган Атанасовски.